Ние продолжуваме во студиото на Утрински брифинг со последниот сегмент за денеска. А тој последниот сегмент за денеска ќе биде разговор со колегата Иван Стефановски. Добро утро, доктор Иван Стефановски, кој што е директор на една од најдобрите think tank организации во Македонија, Евротинк. Иван е на таа позиција од пред колку месеци, Иване? Крајот на декември 2019 година, така значи од скоро. Иване, значи 2 месеци си директор на Евротинк. Како ти се чини? Евротинк е инако организација која што примарно се занимава со сите овие европски теми кои што не чекаат, европско-македонски теми кои што не чекаат на патот на интеграцијата кон Европската унија. Како ти се чини состојбата прво со самиот think tank, бидејќи од таму навистина тој представуваше со години едно место каде што многу луѓе доаѓа, имаше многу густа активност, некои заминаа на разни функции во невладиниот, во владиниот свет и така натаму. Што се случува сега со Евротинк? Благодарам, Сашо, за убавата најава. Добро утро и до гледачите. Евротинк не е од вчера, тој е тука од 2002 година во форма на својот правен претходник, односно Македонскиот центар за европско образование. Примарно, како што веќе кажа, Евротинк се бави со се она што е европска приказна во нашата држава и во регионот, од една организација која што првенствено си има бавено со тренинзи и обуки на новинари, членови на граѓански организации, членови на државната и јавна администрација, сега е веќе прерасната во организација која што е еден сериозен think tank, не само во национални, туку и во регионални некои услови, кој што има повеќе програми на работа. Лани донесовме нова 4-годишна стратегија, која што е базирана на неколку столбови. Покрај столб кој што е европеизација на македонското општество во некоја најширока смисла. Работиме многу на приказната на радикализација, односно превенција од радикализација, не само верска, туку и идеолошка. Работиме на мониторинг на регулаторните тела во државата, пред се тука говорам за АЕК и за АВМУ. Работиме на критичкото размислување и медиумската писменост заедно со партнерите од Фондација Метаморфозис. Потоа сме дел од Horizon 2020 проект за миграции. Го водите и оној проект за испитување на јавното мислење во Македонија, тоа секоја година знам. Вие сте своевиден евробарометар, односно македонски барометар за европските процеси. Продолжува и годинава тој проект? Така, македонскиот барометар, како што го нарече, кој што ние го нарекуваме Еврометар, е традиционален продукт, веќе повеќе години, повеќе од 5-6 години. Тежнееме секоја година да имаме најмалку еден Еврометар. Во 2019 имавме 3 за среќа. Веќе имаме планирано 2 за 2020 година. Тоа е еден од оние традиционални продукти на Евротинк. Смислата на тие продукти е всушност да биде во континуитет за да се видат трендовите, за да може да споредуваме што било пред 5-10 и оваа година како се движат трендовите. Идејата е значи да се направи една диахрониска анализа пред се на поддршката на граѓаните кон процесот на пристапување на Македонија во ЕУ. Меѓутоа исто така да се мерат и други актуелни теми и прашања на кои што во моментот работи организацијата. И на тој начин се обидуваме да ги искористиме ресурсите максимално. Скоро секогаш во тој Еврометар има прашања кои што се поврзани со тековните проекти и програми и од кои што понатаму може да се земе една база, еден репрезентативен примерок за да се направи една подетална анализа. Се уште се одржува на високо ниво поддршката на граѓаните на Македонија кон евроинтеграциите. Таа инаку варира, се разбира, во последните години. Имаше малку депресии, расположенија различни и така натаму, но таа се уште е веројатно над 2/3, па можеби и повеќе. Така е, за среќа, иако варира, е континуирано висока, земено во споредба со некој европски просек. Во последните години трендот е таа да се држи над 70%. Еве еден куриозитет кој што не знам дали го знаат гледачите. Ние правевме мерење на јавното мислење пред самитот во октомври и непосредно по самитот во октомври. Самитот на Европската унија. Така, кога очекувавме датум кој што не го добивме. И зачудувачки, но за среќа, поддршката за пристапување кон Европската унија е малку повисока по самитот откако Тензијата се одржува со други зборови. Иако е тоа во рамки на некоја маргина на грешка, сепак е многу интересно и многу
вака едно фино чувство кое ќе видите дека и покрај тој удар условно кажано поддршката на македонските граѓани е се уште висока. Иван Стефановски, директор на Евротинк. Денеска во Солун се одржува една средба на високо ниво, на ниво на министри за надворешни работи, каде што грчката дипломатија предводена од Дендијас ќе се обиде да реактуализира онаа солунска платформа која што пред години и години го дефинираше балканскиот пат кон Европската унија и да го поврзе со мајскиот самит кој се подготвува во Загреб за да се направи една хрватско-грчка иницијатива за овие последни фази, би се рекло, на започнување преговори и така натаму на овие што се останати земји пред се на Албанија и Македонија со Европската унија. Вестите кои што стигнуваат во последните недели од европските центри, пред се од Франција, но и од Брисел, се релативно оптимистички, позитивни, дека сепак ќе добиеме позитивен евроизвештај, а со тоа и Франција која ќе застане зад овој пат зад отворање, давање датум за отворање преговори. Такви се и вашите предпоставки или сега веќе дуваме на јогурт, па не сакаме, можеби никога треба да бидеме оптимисти, да бидеме оптимисти. За жал и ние во Евротинк веќе дуваме на јогурт, меѓутоа од друга страна сакаме да останеме оптимисти и по последните изјави на претседателот Макрон мислам дека има простор за оптимизам. Зошто? Мислам дека она но во октомври одекна многу силно пред се и во европските главни градови. Значи сојузниците на Франција направија се што е во нивна корист да покажат дека е тоа грешка и дека нема Европа без Западен Балкан. Се случи една необична мобилизација, би рекол, на разни европски земји кои што пред се од Грција почнувајќи па натаму, кои што покажа на вистина една неверојатна иницијатива, дури и притисок врз Париз да го смени ставот. Ви изненади ли тоа, мислам, овој вид на да кажем своевиден успех каде што сепак центарот на целата таа активност беше Република Северна Македонија? Зошто не ме изненади, Сашо, бидејќи ако навлеземе во генезата на ЕУ, тоа е сепак една економска заедница. Сметам дека целиот регион може да има само бенефит од вклучувањето на земјите од Западен Балкан. Затоа не треба воопшто да не чуди поддршката од Грција, од Хрватска, од Словенија, бидејќи интегриран Западен Балкан ќе значи и многу позитивен импетус за нивните економии. Не случајно Германија сериозно притиска и се залага за нас. Па видете ги само последниве brownfield инвестиции во последниве десетина години, колку од нив се германски. Тука и австријски, например. Тука можеме да го лоцираме директниот економски интерес на Германија и на Австрија. Иако со Франција немаме некои такви економски симбиотички врски, сепак... Што е еден, можеби и од проблемите кои се спомнуваше дека ако сакате една Франција да стои зад вас, веројатно требало да се размислува и на некакво економско поврзување поголемо од ова што денеска го имаме. Секако, меѓутоа она што со сигурност можам да го забележам во последниве неколку месеци, па можеби до кај година, е сепак една засилена дипломатска активност од страна на француската влада и францускиот претседател. Дел од тие интервенции се понекогаш и тектонски, не се толку видливи, нели највидлив е амбасадорот Тимоние, меѓутоа многу француски представници доаѓаат, се интересираат, дебатираат, организираат посети во Париз, значи има еден двонасочен канал на комуникација кој што сметам дека функционира многу подобро од претходно и мислам дека е тоа добро и позитивно. Иван, како гледате на овие, да кажем, ја ќе ги наречем политички игри, бидејќи ми се чини дека тоа се, околу ова најава за приспитување на Преспанскиот договор, околу ова и наетење околу таблите пред кои што се говори, ќе има, ќе нема Северна Македонија и така натаму. Предпоставувам дека и со тоа се занимавате, бидејќи имате чести контакти со нашите западни партнери. Кои се нивните реакции на овој тип на политичка една, па да кажем и демагогија, ако смеам така да ја наречам, бидејќи таа оди во таа насока. Значи, независно дали нам ни се допаѓа или не, Северна Македонија е реалност и Северна Македонија е, односно помирувањето помеѓу Македонија и Грција е проект за кој што директно стојат сериозни западни влади, држави со кредибилитет. Сметам дека никој на национално ниво, ниту кај нас, ниту во Грција, може на било кој начин да ја загрози имплементацијата на Преспанскиот договор. Еве, земете ги изјавите на
на Мицотакис пред изборите во Грција и земете го неговото поведение по изборите. Нели, одедно ова е штетен договор, ова е катастрофа, Слично како и овде, ова е крај. опозицијски. По изборите рече договорот е реалност, ние договорот ќе го почитуваме, еве сега гледаме дека Дури и со поддршка се Грција уваат, имаме еден сериозен пријател и во евроинтеграцијските и во економските текови, така што мислам дека и да дојде теоретски до промена на власта во оваа држава, секоја идна власт предводена од влада во која што нема да членува СДСМ, сепак нема воопшто да ја загрози имплементацијата. Кога сме веќе кај Грција, јас само да кажам дека чекаме вклучување од колешката Слободанка Јовановска, заменикот главен уредник на Слободен печат, која денеска е во Солун со наш снимател, ќе видиме со какви материјали ќе се вратат од таму. Мислам дека Слободанка ја имаме на телефон. Жижи, добро утро. Добро утро, Саша. Каква е ситуацијата во Солун? Таму денеска треба да се одржи самит на релативно високо ниво, на ниво на министри за надворешни работи. Па вака, само што почна со станокот на високо ниво, дојде ми се поканетите, како што гледам, тука се представници на регионот, главно Западен Балкан, нашите соседи, Италија, Хрватска, Словенија, Бугарија и представници на ЕУ. За сега не гледам дека е тука еврокомесарот Вархеј, мислам дека тоа беше спекулација дека ќе дојде, на многу пониско ниво ќе биде представена Европската унија. Меѓутоа, јас колку што гледам овде од агендата и од гостите, идејата е да му се даде динамика на процесот на евроинтеграцијата на Албанија и Македонија и соседите сите заедно да пратат порака дека стојат зад нас, дека сакаат да ни помогнат. Предпоставам дека самитот е повеќе во една символична атмосфера за да се поврзе солунската со хрватската агенда, со она што во мај не очекува Загреб. Да. Да, самото име на конференцијата е од Солун до Загреб. Еве веќе успеа да даде изјава словеничкиот министер за надворешни работи Миро Цевер. Тој изјави дека очекува во март да биде донесена одлука за преговори со Македонија и Албанија. Сметаше дека двете земји постигнале напредок и посебно го потенцираше успојувањето на Преспанскиот договор и изгласувањето на Преспанскиот договор во Македонија. Тој рече дека соседите ќе направат се што можат за да дојдеме до таа одлука. И запрашан околу тоа дали може би барањето, инсистирањето на Холандија земјите додат во пакет и противењето за Албанија може да биде некаква пречка за Македонија. Тој рече дека тоа е мал предизвик, мал проблем, меѓутоа очекува да се надмине и дека веќе има добри сигнали од минатата недела во тој правец. Жижи, знам дека не си, да, се извинувам, знам дека не си во многу време во Солун и така натаму. Сепак каква е атмосферата помеѓу учесниците таму? Има ли некаква позитивна енергија, пријателство и така натаму или можеби некаква напнатост околу тоа што ќе се случува со евроагендата? Не, Сашо, мислам ова се министри кои се среќаваат многу често. Мислам дека веќе сите се обединети околу тоа дека Балканот треба да влезе во ЕУ. Мислам дека ова е практично еден обид заеднички да покажат дека стојат за тоа и дека никој едноставно не... Мислам дека сакаат сите да помогнат заедно да влеземе во ЕУ. И мислам дека тука нема простор веќе за никакви тензични прашања. Дека идејата е само како да се турнат Македонија и Албанија во моментот да му се даде динамика на процесот и едноставно бидејќи се очекуваат големи одлуки наредните денови, да биде усвоена методологијата нели за проширување, да биде донесен извештај за Македонија и за Албанија, да биде донесена во април практично или во март одлука за Македонија. Така што мислам дека сето ова може да се свати повеќе како еден притисок до Европската унија од страна на регионот да се случи тоа.
Жижи, какво е времето во Солун? Овдека тргнавме со Супер е. -2, а ќе стигнеме денеска до 17. Таму со кратки ракави сте или... Сончево е, Сашо, уште не е топло, меѓутоа сончево е. Гледайте да не претерате со фрапејата, ние овдека ќе пиеме овие македонско-турски кафиња, што да правиме, тоа е тоа. Да. Жижи, благодарам многу, се гледаме утре Фала, секако и ќе видиме и отпосле ќе анализираме како е тоа сето поминато. Ова беше Слободанка Јовановска, заменик од главен уредник на Слободен печат, која што денеска за потребите на сите платформи на Слободен печат го покрива самитот во Солун, каде што се среќаваат министрите главно за надворешни работи на сите балкански земји со високи представници од вториот ешелон на Европската комисија во домаќинските да кажем амбиенти кои што ги создава Никос Дендијас, министерот за надворешни работи на Грција. Иван, имаме уште релативно кратко време. Како што вели самата Жижи, атмосферата е позитивна, главно е тоа еден, да кажем, вид на последен притисок кој се прави кон Европската комисија, пред се и кон неколку порезервирани земји, знаеме за Франција, знаеме за Холандија, веројатно и Данска спаѓа во тој. Меѓутоа, сите тие немаат веќе резерви кон Македонија, главно имаат резерви околу Албанија. Можно ли е да на крајот тоа сценарио не укочи, значи заради тој двоец од кој што не можеме да се одделиме, да може би добиеме некакво причекување во смисла на давањето на датум? Јас сметам обратно. Сметам дека во овој случај нема да излезе она народната покрај сувото гори и сировото. Туку обратно, да. Покрај доброто ќе влезе и она помалку доброто. Мислам дека така Албанија ќе го искористи нашиот тренд и ќе добие датум. Кога веќе Франција и Германија ги имате на линија и нивните очекувања и желби се дека не треба да има декапалинг, односно раздвојување на Македонија и Албанија, сметам дека тука притисокот од Данска и Холандија, секоја чест на овие земји, особено Холандија, една од основачките на земјите членки кои што имаат основано Европската унија. И голем пријател на Македонија, што е секако, право, да. Апсолутно. Голем поддржувач, така да, сите овие години. Сметам дека на крајот ќе победи она француско-германска некоја паралела. Па велат дека не се случило до сега во историјата да ако Холандија остане сама, да инсистира на своите ставови против 26, 7, 8 колку се членки сега веќе кандидати и така натаму, така што се очекува дека тоа ќе се надмене. Морам да признам дека Данска е мала енигма, ние никогаш не сме имале некакви поголеми дебати околу Данска, незиниот однос и така натаму. Не се сите незини аргументи без основа се разбира, особено кога се работи за некои од нашите соседи. Видете, не само и за нашите соседи, туку и за нас. Така, сепак, да. ако го земеме владењето на правото, нели оние високи случаи на корупција, па дури и реформата на безбедносните служби и на јавната администрација, оние 4 точки кои што ни ги зададоа пред скоро 2 години, прашање е колку се исполнети и како се исполнети. Тука некои формални одредници се задоволени, меѓутоа сепак во суштина имаме уште многу да работиме и се надевам дека уште поуспешно ќе работиме. Иван Стефановски, директор на Евротинк, една од најдобрите think tank организации во Република Северна Македонија.